Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве води и да ве чува од секое зло. Живееме ли во последно време? Тоа е денешнава тема. Ова тема е поделена на 3 дела. Првиот ќе кажеме нешто за моменталната состојба во светот и знаците кои укажуваат дека Исус навистина брзо ќе дојде. Втората е за суеверијата, кои се повеќе ги има и никако не исчезнуваат. А третата, за лажните учења помеѓу Божиот народ и кои се спротивставуваат на Светото писмо, Библијата. Сигурно досега со луѓето сте имале некоја дискусија за последните времења и знаците што престојат. И обично ние им велиме дека живееме во последно време. Ете, има земјотреси, болести, има неморал, има семејни недоразбирања, и продолжуваме и со други нешта да им набројуваме и да им кажеме пошто сме убедени дека живееме во последни времења. Тие, макар и лицемерно, ќе се согласат дека е така. Меѓутоа, нивниот аргумент е дека вакви нешта од секогаш имало. И според нив, имало земјотреси порано, имало неморал, насилства, семејни недоразбирања и со тоа сакат да кажат дека од секогаш се е исто. Ние се согласуваме дека од секогаш било така, но правиме разлика, бидејќи човештвото не е баш исто како и порано, ако ги земеме предвид зачестеноста на неволите во светот, неморалните дејства, озаконување на она што не е природно, па дури и озаконување дека човекот тој треба да биде неутрално или жената таа да биде исто така неутрално. И плюс тоа, да немаат право родителите да го одредуваат полот на своето собствено дете, туку тоа право да биде на самото дете кога ќе потпораснало. Гледате ли до кој степен отиде ѓаволот во борбата против се што е Божјо? Затоа ние сме се повеќе убедени дека нашето време е последно време. Иако можеме да кажеме дека последно време се смета и во времето на апостолите, но тоа последно време кулминира со исполнување на аморејските гревови, тоа е библиски израз. Исто така, еден голем знак дека живееме во последно време е и лажната побожност. Многу луѓе христијанството го сваќаат како дека тоа е апетит, односно телесно уживање. Кога доаѓаат христијански празници, тие уживаат со јадење, пиење и било што. Тоа е огромен број на луѓе кои мислат дека само полните трпези прават да се чувствува некој христијанин. Павле за ова ќе рече: имаат вид на побожност, но се одречени од Божјата сила. Исто така, ако се земе предвид и семејните вредности, колку луѓе ги нарушуваат овие елементарности, во многу семејства се нарушени односите помеѓу мажот и жената, кои ретко разговараат смирено и паметно помеѓу себе. И разговорот е во постојана борба помеѓу себе, кој е попаметен, кој е помудар и така натаму. А да не зборуваме за нивните заткулисани игри на неверство и вршење прелюба позади нивниот видик. Кај некој дури се смета и културно однесување да се биде во врска со друга личност додека некој е во брак. Што значи, вредностите на бракот веќе не се земаат предвид. Мнозина не стапуваат во брак, знаејќи дека ќе бидат неверни, па така остануваат самци, за да можат да си дозволат или да мислат дека штом не се во брак, можат да прават се што ќе посакат. А што да кажеме сега пак за оние така наречени вредности од Европа, дека брак може да постои помеѓу ист пол? Тоа дополнително е загрижувачко. И можем да речем најзагрижувачко, бидејќи е вон секој разум. Исус јасно рече дека последните времења ќе бидат како во времето на Содом и на Гомор, или како во предпотопниот свет. Јадеа, пиеа, се женеа, воопшто не мислеа на Бог. Кој ќе свати, кој не му помагаат 1000 напишани страници, 1000 говори, проповеди, книги и така натаму.
Важно е дека ние христијаните знаеме и сме свесни дека времето е навистина последно. Исус брзо ќе дојде. Подготви се, спреми се за дочек на младоженецот. Потоа имаме суеверија. Никако да исчезнат, се намножуваат. Живееме во едно општество во кое секојдневно се среќаваме со секакви видови на суеверија. Ете ќе се сетам уште во детството, уште во младоста. Памтам, уште кога бев дете, постојано нешто се зборуваше околу тоа. А фразата беше и се уште е: не прави го тоа, оти ќе ти се случи нешто лошо. Ќе ти умре мајка ти, ќе умре некој од твоите најблиски и многу други нешта. Се сеќавам, бевме на екскурзија и се најдовме во близина на еден дервиш. Па другарите велеа да си скинеме некој конец и да сме го закачиле на прозорецот, за да не снајде нешто лошо. Потоа во една друга прилика еден човек ми раскажуваше дека го лазело на лицето некоја конјска мува. Па тоа било знак за нешто лошо. И навистина му се случило тоа. Исто така неизбежни беа и вампирите. Дали има вампири или нема вампири? Некои мајки на своите непослушни деца им велеа и се уште им велат дека вечерта ќе му дојдат вампирите и ќе го изедат ако не ја послушат мајката. Тука имаше исто така лисја за среќа и несреќа, посебно лисјата на детелината или камилица, сеќината лисја, и ако се потрефи крајниот лист да биде позитивен, ќе те прати среќа. А ако е негативен, несреќа. Што да речеме за соновите? Има и лјадници суеверија. Ако сониш како пукнува пушка, спреми се за нешто лошо. Или ако те касне змија, спреми се нешто лошо ќе биде. Или ако сониш како леташ во висина, или да сониш некој мртовец, готово, некој те вика, страшно нешто. Што да речеме за бројот 13? Некој не го сакаат воопшто, а и се уште има име шубе, ако на некој му се најде или падне да го има во оделението. Читав во една книга дека во некој хотели поради суеверието на бројот 13 немало соба со тој број. Туку имало 12, 12, 14 и така натаму. Имало полно суеверија и со деновите. Денеска, ако ти кажат дека е тежок празник, на тој тежок празник не смее ништо да се работи. Особено не смее да се перат алишта. Не смее да се стават предмети таму или онаму. Тоа како што гледам го има во сите весници, секој ден. Постојано има некој тежок празник во кој не смее да се прави ова или она. Уште ли треба да ги набројувам милионите суеверија во нашиот народ, измислени од страв да не се случи нешто лошо или да се има среќа и така натаму. Тоа покажува колку му е потребно на секој човек некоја заштита, сигурност во животот, колку сака да биде среќен и да не му се случуваат лоши нешта во овој свет во кој живее. Овој наш народ е преоптоварен со вакви нешта. И не е чудо што не може да го прифати Евангелието толку лесно и едноставно. Кога им проповедаме Библија, тие тоа го сметаат за нешто чудно, нешто страшно, а од она другоно не, а од ова нешто страшно. Кога им сведочам, често пати се случува прво да ми ги набројуваат сите сонови, сите нешта кои ги проживееле, така што Евангелието нема простор во нивните срца, времето одминува. Бог уште многу одамна, пред нашата ера, преку устата на пророкот Еремија запишал или рекол: Господ зборува вака: не свикнувајте на безбожниот пат и не треперете пред небесните знаци, зашто пред нив треперат само безбожниците, зашто правилата на тие народи се ништожества. Ништо. Еремија, 10 глава. Библијата е јасна. Не свикнувајте или не правете онака како што прават безбожните народи. Не размислувајте како што размислуваат тие, зашто сето тоа те фаќа во стапица и те оддалечува уште повеќе од Господ.
Бог вели да го почитуваме само Него и само од Него да трепериме, ако треба да трепериме. Колку и да е некој заглибан во вакви соеверија, Бог може да го ослободи ако се покае и поверува во Исус Христос. Познавам мнозина кои посведочиле дека се ослободени од сите нешта што беа спомнати досега. Не плаши се од ништо друго, освен од Бог, твојот Бог. Кога имаме страф од Бог, тоа е позитивно и за наше добро, зашто мудроста на се е да имаш страф од Бог. Свртување кон лажни учења. Во денешново време полно е лажни учења. Уште во времето на апостол Павле имало такви нешта. И затоа Павле вели: се чудам дека така брзо се одвртувате од оној кој ве повика во Христовата благодат и преминувате кон друго евангелие, не ова, туку кон нешто друго. Тоа е запишено во Галатјаните 1 глава 6 стих. Зар е можно и Павле да се чуди? Зошто да не? И тој е човек, и тој е од крв и месо. На толку големи искуства, доживувања, дојде момент да се чуди на црквата во Галатија. Тој не се чуди на нивната духовност, туку на нивното свртување од вистинското евангелие кон лажното евангелие. Кога за прв пат Павле им го проповедал ова евангелие, Библијата, односно Божиот збор, и се обратили кон живиот Бог, верните биле воодушевени од пораката што е проповедал за Исус. Павле за ова ќе рече: вие тогаш бевте спремни и очите да си ги дадете за мене. А каде е сега ова блаженство? Ете, нешто се сменило во нивниот живот. Дошло до промена на нивните размислувања. Мислејќи дека сега одат во поголема теологија, отколку пред тоа. Наместо да го следат Исус, тие почнале да се занимаваат со Словото, односно со законот, и да му даваат значење како тој да е нивен избавител, како законот да станува нивен спасител. Тоа се случило поради некои јудаисти, кои им проповедале комбинирано спасение. Во смисла, може и Исус, но без законот нема спасение. Значи и Исус, и законот. И Исус, и Мојсеј. Треба да се обрежете, треба ова да го правите, треба овој празник да го почитувате, оној и се така како што пропишува јудеизамот. Нивното тврдење било дека ако не го држат Мојсеевиот закон, нема по никоја цена да се спасат. Тоа било парола на лажните учители кои се представувале како вистински, а Павле го презирале. Павле жестоко се спротивставува на ваквите изјави и со сите сили се обидел да им го каже повторно евангелието, но сега со толкување на некои пишани текстови од Стариот Завет. Тој им го посочи примерот со Авраам и вели: Авраам поверува и тоа му се засмета за праведност. А во времето на Авраам немаше закон. Но како се оправда Авраам? По тоа што поверува во оној кој треба да верува. Праведноста пред Бог не се стекнува со делата на законот, туку преку верата во Исус, зашто праведникот ќе живее преку вера. Римјаните, 1 глава 70 стих. Ако законот има предимство над Исус, тогаш Христовата жртва би била залудна и без значење. Оправдувањето ќе беше врз основа на држење на законот. А имаше ли барем еден човек кој можеше да го исполни законот? Ако имаше, Исус немаше да дојде. Тоа значи човекот ќе беше способен да ги извршува делата на законот. Лажните учители имаат секојаш задна позадина, односно тие да станат главни. И наместо Исус да го следат и на Исус да му служат, тие сакат нив да ги следат, нив да ги обожуваат и да се слават. Ако сакате да знаете дали имате работа со лажен учител, тогаш тоа се препознава кога лажниот учител ви ја представува единствено неговата наука како точна и која очигледно се спротивставува на библиската наука, односно на самата Библија. Ние можеме да тврдиме дека нашата наука е точна и тоа мораме да го зборуваме, но проблемот кај лажните учители
е тоа што не се усогласува со Библијата. Лажните учители најлесно ќе ги препознаете кога добро го познавате писмото. Како се одбрани Исус од сатаната? Со тоа, пишано е, пишано е, пишано е. Ако не го познаваш добро писмото, може секој да манипулира со тебе. Ако не го познавате писмото, може секој да ве обработува и да ви наметнува негов став, лични нивни гледишта. Тако вид на лажни учители спаѓаат сите оние кои го одрекуваат тројството. Тие велат дека тројството е измислено во 3 век и дека Бог не е троеден Бог, Татко, Син и Свет Дух. Лажните учители се оние кои го комбинираат спасението со делата на човекот. Ги ставаат делата како средство за спасение, а не само преку вера во Исус. Во лажни учители спаѓаат и оние кои го негираат пеколот и кои сметаат дека Бог нема да ги фрли луѓето таму, бидејќи Бог е добар, не мислејќи дека Бог е и праведен. Лажни се и оние кои тврдат дека Светиот Дух не е личност, туку тој е енергија, сила, динамика, но само не е личност. Лажни се и оние кои сами се представуваат и прогласуваат за исцелители, кои не му ја дават славата на Исус како вистински исцелител на човекот. Лажни се и оние кои учат дека по смртта има уште една шанса за спасение. Лажни се и оние кои тврдат дека освен на Исус, може да се молат и на некои библиски личности. Може да се молат на Марија, на Петар, на Јован и ред други апостоли, кои биле во директен контакт со Исус додека живееле на земјата. Има и уште многу да се набројуваат вакви нешта. Затоа Павле беше, да се рече некако, разочаран од црквата во Галатија што многу брзо го занемариле вистинското евангелие и се впуштиле во некое чудно и непроверено евангелие, кое всушност не е друго, туку некој човечки заврзлук. Павле се чудеше, но сепак тој ги охрабрува на крајот дека Бог е верен и ќе им го открие тоа што сега моментално не го гледаат јасно. Ти како стоиш со овие нешта? Не дозволувај Павле да ти се чуди. Односно, не дозволувај Исус Христос да ти се чуди и да рече се чудам како се одврти од вистината, како наеднаш стана против мене. Затоа, почитувани, во Евангелието според Лука, 21 глава, таму е забележено кои се знаците и како кога Исус ќе дојде. Таму се вели вака: потоа им кажа парабола: погледајте ги смоквата и сите дрвја. Кога ќе видите дека развиваат, сами знаете дека летото е веќе близу. Така и вие, кога ќе видите дека ова се збиднува, знаете дека Божјото царство е близу. Вистина ви велам, дека оваа поколение нема да помине додека се оваа не се збидне. Небото и земјата ќе поминат, но моите зборови нема да поминат. Но внимавајте на себе си. Вашите срца да не бидат оптоварени со прејадување и пијанство, со животни грижи и да не ве затече ненадејно оној ден, зашто како примка или како стапица ќе дојде за сите кои живеат по целата земја. Почитувани, Бог да ве благослови и да ве води. Ете, гледаме колку има суеверија, лажни учители, неморал на сите страни. Тоа се знаци кои што укажуваат дека Исус навистина брзо ќе дојде. Бог нека ве благослови. Амин.